Најактуелните вести од светот во Flash International на телевизија Стар. Над 300 лица се исчезнати и само 164 се евакуирани по потонување на јужнокорејски ферибот во близина на југозападното крајбрежје на земјата. Бродот со 325 ученици на екскурзија испратил повик за помош изутринава околу 9 часот по локално време. Траектот целосно потонал за околу 2 часа. Јужнокорејската морнарица распореди 22 брода и еден хеликоптер за спасување и потрага по исчезнатите. Екипажите на 6 оклопни транспортери на украинската војска, кои биле испратени во источниот град Краматорск, преминале на страната на проруските демонстранти, пренесува руската агенција РИА Новости. Најмалку 20 проруски демонстранти ја презеле утринава контролата врз зградата на регионалната власт во Донецк. Агенцијата ИТАР-ТАСС јавува дека демонстрантите контролираат административни згради во 8 града во Донецката област. На интернет се појавила снимка од најголемиот и најопасен собир на припадници на Ал-Каеда. Во последните неколку години, јавува CNN. Изворедното видео го прикажува Назир Ал-Бухаши, вториот човек во хиерархијата на Ал-Каеда на глобално ниво и шеф на терористичката организација на Арапскиот полуостров, како им се обраќа на повеќе од 100 борци некаде во Јемен, изјавил американскиот аналитичар за тероризам Пол Крукшнек. Кинеската економија во првиот квартал од годината забележа најслаб раст во последните 18 месеци, покажаа податоците од Кинескиот завод за статистика. Растот на кинеската економија во периодот од јануари до март изнесуваше 7,4% во споредба со истиот период лани, по 7,7% раст во последното тромесечие од минатата година. Двајца грци се осудени на доживотна казна затвор по убиството на 27 годишен работник, пакистанецот Сахзад Луман во атинскиот кварт Петралона пред една година. Според пресудата, двајцата извршиле убиство во стабилна ментална состојба и нанеле 8 убоди со нож на жртвата. Тие заеднички одлучиле да го одземат животот на невин странец. Ова беа најактуелните информации од светот. Довидување.